Здраво, ова е подкастот за секого по нешто, насакам да кажам МК. Јас сум Ана Антевска, а денеска разговараме со Владко Шешов, директор на ИЗИС. Директор ИЗИС, кажувам, ако почнам да го кажувам целото, ќе го сгрешам гарант. Одлично го кажавте. Добро ве Мислам најдов. дека и поголем дел од јавноста го знае како ИЗИС. Па да, се надевам да. Владко, тебе почесто можеме да те видиме, односно најчесто гледаме на телевизиите, на медиумите, кога има земјотрес, дал кај нас, не дај Боже, или во некој од соседните земји, па тогаш секогаш се отвара темата и прашањето дали се безбедни зградите во Скопје. Еве сега нема земјотрес ни тука ни некаде околу нас, да те прашам јас дали ни се безбедни зградите во Скопје како прво прашање кога си ти во прашање. Да, добро. Па ја и не сакам многу да излегувам на телевизија, бидејќи одма населението Добро, ова не е телевизија, ова е модерна телевизија, подкаст сега. Одма ќе сватат има нешто, има земјотрес. Ништо нема подкаст, така да лававо. И кога зборевме со тебе претходно, добро и кога да се говори, да се дискутира и кога нема земјотреси. Па да, често пати не викаат кога ќе се случи дали во некоја блиска соседство или подалеку, тогаш се пројавува интерес кај населението, меѓутоа и тоа е вообичаено. Не е можеби само кај нас, така и во другите земји, меѓутоа па другата страна е дека ние работиме и кога има и кога нема земјотрес, така да малце ги смириме граѓаните дека институтот работи и кога има и кога нема, за да бидеме на некој начин безбедни и мирно да спиеме. Прво сакав да збориме за зградите, меѓутоа нешто друго ми текна првен. Каква е состојбата со мостот Беласица? Сега како ме погодивте. Па добро, ја морам да кажам вака, како ИЗИС, би рекол една од поврвните научни институции во државата и мене тешко ми паѓа да го кажам ова, меѓутоа никој не најде за сходно да се обрати до институтот. Ние располагаме со изворени експерти, со опрема што слободно можам да кажам, за таков тип на проблеми, мостови слично, нема таква, не само во Македонија и во околината, за испитување на безбедноста или за следење на деформации на мостови. Меѓутоа, тоа е пазарна економија, никој не ни собрати, си имаше, не знам дали целосна процедура, процес на доделување на работата на одредени фирми, така да навистина не знам каква е историјата, зборувам во името на институтот, така да А како Владко Шешов, жител на Скопје, дали се возите по мостот Беласица? Не гравитирам кон тој дел, јас ви кажав. Знаете, многу мои пријатели велеа дека кога рекоа дека мостот е безбеден, рекоа јас нема да возам по тој мост. Па добро, ја и вообичаено А можеби и затоа што еве сите, како што рековте, за жал не беше институтот. Да. Па не беше, видете, не мораме сегде тама работа бидеме вклучени, меѓутоа ја чувствував, мислев дека секако ќе ни собратат, се работи за еден од мостови во градско подрачје, каде што сите капацитети на градот, на државата треба да се искористат да се реши побрзо, али тоа си одлука на градот Скопје, веројатно направија добар проект, после тоа не знам, не сме запознати. Инаку не гравитирам натаму, понекогаш се возам по мостот. Секако тие луѓе што беа вклучени гарантираат вајда за некоја безбедност, сигурност, тоа не знам, не би можел да кажам. Добре, уште не сум се возела по мостот, ниту сум поминала пеш. Дали за другиве мостови се испитува во каква се состојба се? Не треба нешто да се случи за да се доведе до состојба да се испитува мостот. Дали вие соработувате со општините, со градовите, се испитуваат во каква состојба се мостовите за да не се случи она што се случи са и со мостов Беласица или на пример еве со мостови што се низ Републикава што имаат мали нарушувања, па сега е закочен и цел железнички сообраќај, имавме и таков случај. Так. Тоа е добро прашање, бидејќи сега тука да не навлагаме во други правни работи, мостовите врз основа на локацијата каде се наоѓаат, имаат институции кои што викаме се во владење на мостовите, односно се грижат за нивната безбедност и сигурност, одржување и сето тоа. И сега не би навлагал дали општината, дали градот Скопје, знам дека на државно ниво тоа е јавното претпријатие за јавно претпријатие за државни патишта, кој што меѓу другото води сметка и за да кажеме одржување на мостовиве, да ги кажеме позначени на автопатиштава, што не или на регионалните патишта. И да, ние како институција имаме соработка. Морам да истакнам што пред 10 или 12 години имавме одличен еден проект во кој што за ЈПДП, скратено го кажуваме ЈП, изработивме одлична тогаш можда пионерска во овој регион Bridge Management System, што малкумина знаат, со изворени бази на податоци ги регистриравме сите мостови во Македонија, со нивните конструктивни елементи, со пратење на можност за пратење, можност да
институцијата обезбедува буџет за која година кој мост треба да се одржува, сменуваат, бидејќи тие се потребно на одреден период да се одржуваат. И така да фактички ги воспоставивме некои пионерски чекори во ЈПДП за тој Bridge Management System. Слушнав дека пред неколку години јавното предпријатие повторно распишува некој тендер, многу поголем, со многу поголеми средства, меѓутоа кој што бидува кај нас, тие критериуми така ги подесија да фактички може да се конкурираат само големи странски компании, фирми што се бават со такво професионално и мислам дека Вие повторно... како институт не можете да конкурирате. Па да, ама пак ќе ги користат, можам словно да кажам, базите што ние ги формиравме, базите на податоци што ние ги формиравме, али можеби во некоја иднина некој од ЈПДП ќе се сретне, ќе се одважи да не контактира, да не покани, да учествуваме, може и како косоработници во таквиот проект, бидејќи навистина тогаш, во период, мислам, скоро од година-две, идевме наши екипи на сите мостови. Чи тоа е голем ефорт. Што беше тогаш заклучокот? Каква состојба се мостовите? Па не може да генерализираме, али овие што се на локални патишта дека имаат потреба, да кажеме, од корекција на некои одредени конструктивни елементи, дали се тоа огради, сливници, дури можеше да се забележи некаде, ако има на конструктивни оштетувања, па тие да се санираат и така. Така да беа многу valuable information собрани, непроценливи информации. Та било за прв пат направено? Да, тогаш беше за прв пат направено во таков обем на цела територија на Македонија и веројатно и овој новиот сега ќе ги користи, нема друго, ќе ги користи овие податоци. Може би она што најмногу ги интересира граѓаните со оглед особено на Скопје жителите, во каква состојба се зградите кои што се градат, дали се безбедни новите згради кои што се градат, да, во однос на земјотрес. Дали ако има земјотрес, зградите ќе се срушат? Добро, ние во подготовка на овој подкаст договоривме да не зборам многу, ќе се обидам, бидејќи ова прашање често ми е поставувано и нели со Горан, вие кога дојдовте и кај мене претходно, да се подготвиме. Знаете, кога ќе прашаме дали зградите во Скопје се безбедни, е многу тешко да се одговори во една минута. Бидејќи во 3 ќе пробам. Нема да успеам секако. Сега кога збориме за фонд, ние викаме фонд на градежни објекти. Значи тој фонд или фонд на згради подразбира згради изградени некогаш, што се во експлоатација, некогаш тоа може да биде пред 30, 40, 50 години. Скопје има изгради од сигурно и 60 и повеќе години стари, па имаме згради што се изградени во неодамнешно минато, збориме пред 10 години, 15, и имаме згради нови што се градат и што сега. Така да ова во 3 минути тоа е 3 фонда на згради имаме. Зашто ова е битно да се каже ви на вашите слушатели и слично? Бидејќи секој од овие фонд на згради согласно во кој период се градени, тоа е нивото на знаење што се градени во тој период. Ме разбирате? Значи, ако збориме сега за згради од 50-тите години, тогаш се уште нивото на знаење, на технологија, на изведба не било до тоа како денес и нормално тие згради се граделе со тоа знаење, со таква квалитет на материјали и имаат одреден нормално ризик при случување на земјотрес. Зошто? Бидејќи се градени, да кажеме, пред Скопскиот земјотрес, тие сознанија како да. Да. Сега, имаме згради што се во неодамнешно минато после земјотресот Скопски, кога се веќе собрани голем број на знаење, информации и за самото трусно подрачје на Скопје, големина на земјотрес, квалитет на материјали и слично, и сега тие сознанија се вградени во зградите од 70-тите, 80-тите години и секако тие имаат, ние викаме, подобра заштита од овие што се градени во 50-тите. И доаѓаме сега во демократијата, во некој 21 век, да го кажеме, кога веќе треба да кажеме сите сознанија што се собрани и градежни компании, и наука, и проектирање да се вградат во зградите. Сега тука нормално имаме демократски процеси, едни тераат навака, други тераат навака. Тука во еден период на тој урбан бум се градеа згради, ама не викам дека не, апсолутно не викам дека не биле квалитет, меѓутоа имаше помала контрола. Во таа брза градба, да кажеме, помала контрола. Не викам, пак ја кажам, не сме сите згради ги испитале за да можеме да кажуваме. Сега во таа брза градба, брза урбанизација,
немаме доволна контрола, не би можеле да кажуваме како. Меѓутоа, со оглед на тоа што овој подрачје има традиција на добри градители, градежништво, тоа е традиционална стопанска гранка, сметам дека и тие згради се одлично направени. И доаѓаме во еден период кога, еве да кажеме пред 10 на години веќе се ја правиме, каде што има поригорозна контрола, како на фазата проектирање, така и на фазата на изведба, во која што учествува институтот и ги контролира сите проекти. Сега кога Тоа мене ме интересира дали стварно на хартија знам дека е така. Меѓутоа дали во пракса е така ме интересира. Да, сега прашањето ти е темно место, зашто? Затоа што сега ги спомнавме ние фондот за згради. Пред земјотресот ние викаме после земјотрес современи згради. Тоа е едната значајна алка, другата е ова што го спомнавте, исклучително значајно. Бидејќи еден објект кога го гледате, тој има неколку фази додека го гледате ко стан, еве да кажем. Така. Има фази на истражување на самата локација, има фази на проектирање, има фази на изведба, има фази на надзор на контроли. Сите фази треба да се согласно највисоки стандарди да бидат во ред. Сега, ова што го кажавте, одма да идеме на проблемот. Да, на хартија или ние викаме основен проект, може да е супер. Ама тој треба да се изведува. И сега ако фирмата што се јавува како изведувач не ги почитува или се обидува да ги заобиколи правилата од хартијава, така, тој нема да биде добар објект, иако бил добар проект. Ме разбирате? И после одат со измени во градба. Тоа е јаготка на шлагот, да кажеме вака малце послободно кажано. И сега изведувачот мора да го следи секој графички прилог, секоја анализа од основниот проект за да го изведе објектот согласно основниот проект. Ова што го спомнавте е токму еден тумор, како да го кажам, кој што се јавува и го нагризува, да кажеме, довербата, кога на инвеститорот или не знам, не изведува, му текнува после одобрување на проектот, во фаза на изведба, сега чекај, ќе менувам нешто. Кога се работи за ситни измени, тие нормални се, не е проблем. Меѓутоа да правите крупни измени на фаза во изведба е веќе комплицирано. Бидејќи вие треба да се вратите назад во проектот, да исконтролирате дали тоа што сакате да измените е во ред, да го проверите, да го измените на хартија. Овде е многу значено тие измени општината да ви ги одобри. Значи, мора општината да ви ги одобри, да добиете решение за измени во тек на градба и тоа решение да може да го градите. А тие измени не доаѓаат ке вас во Доаѓаат. Измени Доаѓаат обавезно. Тоа се вика дополнување на основен проект измени во тек на градба. Доаѓаат, повторно ќе кажам, согласно хартијата, согласно законот. Инаку дали сите доаѓаат, тоа не можам да кажам. Не верувам, искрено да кажам. Не верувам дека секоја измена што ја прават на лице место на градилиште доаѓа кај нас. Колку фирми што градат имаме во на град? Дали имате, не знам, јас мислам дека секој втор стана инвеститор, градежник, гради згради. Од тој аспект велам дали сето тоа се прави квалитетно, затоа што не може мене да ми текне сега имам јас плаци куќа, с деталниот план ми дозволува да го кренам зграда на 4 спрата, ајде јас ќе бидам инвеститор и ќе градам зграда. Така е, што да кажам, сега во тој бизнис, да кажеме, не сме многу инволвирани, меѓутоа јасно е, гледаме и од нашите соработници и компании што соработуваме, на некој начин се расцепка тој бизнис. На жалост. Дали тоа ги намали стандардите? Ај вака првен ќе кажам, на пример, тој бизнис е за пошироката јавност сигурно знае, да кажеме, Македонија беше лулка на најголемите градежни компании. Јас сум учел од тие градежни компании. Зборуваме градежни компании со 10.000 вработени. Да не спомнам име, граник, прилагање бетон. Што граделе и надвор од нашите простори. Сите фази овие што ги спомнувавме беа на едно место. Истражување, проектирање, изведба, контрола, електрика, се беше во една фирма и тука процесот течеше исклучително контролиран. Сега со демократија и со демократските процеси тоа се разби и на хартија и во закон и сега имате вие ако имате лиценца или овластување за изведба, може да изведувате. Колку се тие критериуми високи и ниски, не би сакал се овде да дебатирам, меѓутоа да, во принцип има доста компании кои што градат. Дали има некои критериуми повисоки, според мене да, би требало да има. Не само тоа, и банкарски гаранции, вие не може да правите зграда од 2 милиони евра, а на банка да имате 100.000 евра, значи несразмерно е тоа. Кој ќе ги гарантира утре ако нешто се случи и на станарите? Така да,
бетонски бази се намали и слично. Сега дали се намалени? Не би смеело да се намалени. Стандардите, бидејќи иначе ќе изгубите лиценцата. Тие стандарди важат. Сега колку тоа во пракса е контролирано применето, не би можело се. Проектите што стигаат кај вас во известно добрување, дали се направени како што треба? Или имате и тоа, дали имате забележено дека со тек на време и квалитетот на тие проекти се намалува, па ги враќате на доработка, на поработка? Види, сега, кога почна ова контрола, тоа беше негде крај на 2013 година, имавме доста коментари и од наши колеги во Македонија и од слично. Вие ќе видите монопол, на едно место кидат сите проекти, и тоа траеше многу добро, и така и беше замислено тоа. Да биде на едно место централизирано, да има контрола на проектите. И можам да кажам дека во овие 10 години, веќе имаме солидни податоци, дека навистина придонесовме во тој поглед токму. Од почеток идеше тешко, проектантите додека се навикна основните проекти, али низ една заедничка интеракција со проектантите и нив ги научивме како треба да изгледа еден солиден проект. Некои ситни за екип. И сега веќе, мислам, во овие 10 години направивме една добра работа, што го подигнавме нивото на проектна документација. Сега веќе тие забелешки што сме ги давале можда пред 7-8 години, сега не ги даваме, значи едно подобрена контрола, сега знае и проектантот и ревидентот, меѓу нас кажано, ќе дојде проектов у изис, ќе ми најдат, подобро да си го направам сега на како што треба и комплетен, така да во една таква, пак ги би рекол, симбиоза работа со нив, сметам дека направивме добра работа. Се уште делот на изведба, кај што сме присутни само 2 пати, идеме на терен да контролираме објектот дали се гради согласно основниот проект, тука има уште голем простор за подобрување. Не викам за стандарди, ама за сето она сега нели е модерно. Екологија, енергетски објекти, чистота на градилиштето да биде. Сето тоа тука има уште доста да се работи. Имате светам дека тука да се работи, затоа што ја не знам едно градилиште што е според сите стандарди. Нас не се цели улици заградени, тоа главни артерии на улиците се од градилиште за згради. Мислам, тоа е недозволиво. Не само што се заградени. Ја би повикал и на некоја еколошка свест. Пола ја мислам од прашинава што ја дишиме, се од ако гледате од кал или од не знам како од кај кал, од кај се прави. Повеќе ја мислам дека е најголем дел од градилиштава. Никој не ги мие, да кажеме, сега некој ќе се смее, тркалата на камионите кои излагаат. Ама тоа е основно нешто. И сега вие на 300 метри од градилиштето имате траги од кал, тие кај ќе одат. Возила други ќе летнат у воздухот и ние тие ги дишаме. Така. Што треба граѓаните да знаат кога купуваат еден стан? Да имаат пари. Добро, имам јас пари, меѓутоа како да одберам убав стан? Прво што да се насмееме, добро. Што ќе ми рече да купам во нова зграда или после земјотресна зграда? Сега градежени ќе ви речем да купите нова зграда, не, апсолутно тука. Што треба да знам за да купам станот? Што треба да прашам прво, затоа што знаете, се гради на секој чекор згради, имаме многу инвеститори, многу градежни фирми што градат, граѓаните купуваат, не се толку можеби информирани, само да се купи стан. Што треба да си имаат некои 5 точки нацртано за да праша, за да знаат дека купиле добар стан, квалитетен стан и дека ќе имаат хумани услови на живот и безбедни услови на живот. Да. Сега вака, ако ги абстрахирам едно 10 точки предходно локација, квалитет, едно друго, мислам, тоа е повеќе на архитектонскиот дел од кога купуваш стан. Дали комшијата ти е залепен вака, дали до таа парцела има друга парцела. Тоа се архитектонски критериуми, не би се задржувал на нив, иако се многу значајни. Нели, да не излезеш комшивката да не те види и така. Значи, да си подавате кафе преку прозор. Тоа не би го коментирал, ја би се задржал на овие делови за кои што можам да говорам, нели, безбедност, квалитет на конструктивен систем. Па видете, многу е добро, ние и како институт работиме на подигнување на јавната свест. Збориме и кај мали и се и кај поголеми, и кај повозрастна популација, да. Секој треба да си ги бара информациите за квалитетот на станот во кој што ќе живее. Апсолутно поддржувам и сите и ги поттикнувам, граѓани што планираат, апсолутно треба да им е достапна проектно-техничката документација, врз основа на која е изградена зградата. Да не спомнам првиот чекор дека треба имотен лист да има зградата, мислам тоа се реше. Да, се случува, пак ќе кажам, значи сега збориме за овој другиот дел. Значи апсолутно и поддржам. Пазете, не се работи за 500-600 евра, збориме за суми кои што некој цел живот ги штеди. Сега по 2000 евра квадрат, не се работи за... Цел живот ги штеди и сега кога ќе ги давате, за тие пари се слагам, максимално треба секој граѓанин да си бара. Да си го бара основно
основниот конструктивен проект, да види како е проектиран, дали има измени во тек на градба, дали се тие акцептирани од страна на општината. Зошто го велам ова? Бидејќи може да кажеме изведувачот да ги испушти гредите, конзолите метар повеќе, вие да имате соба поголема за 3 квадрати или балкон, меѓутоа тоа да не е одобрено од општината и вас тоа не ви влага во имотниот лист. Тоа ти е дивоградба. Значи, сакам да кажам, секој граѓанин, иден купец, треба и тоа да си го види. Првин тоа, значи, дали тоа што го купува е внесено во катастрот за недвижности во Македонија со колкава квадратура слично. И дека треба си го побара основниот проект, да види дали во текот на изведба тој објект имал одредени проблеми. Се уваат. Санација, потврлена марка на бетон, тоа апсолутно го има во проектот и во проектната документација. Второ, со каков квалитет на материјали, повторно ќе се оградам од архитектурава, е изграден конструктивниот систем. Дали е квалитетен бетон, дали арматура квалитетна, сето тоа треба тој што му го продава станот да му го обезбеди. Не на жими мајка, не на кажување. Так. Значи не можете вие и ние кога контролираме, не може арматура да не знам од каде е челикот. Може, ајде да не збомнам, од негде увезена. Таа треба да има сертификат дека е увезена, поминала царина, контроли овде се прават и така. Сакам да кажам, мора граѓанинот да си ги бара тие информации и тие мора да се достапни. И се достапни. Дали треба... во агенција за недвижности, кој продава се зависи. Тоа се не само да гледа дека има убави прозори. Значи дали се поминати контролите. Дали проектот први, дали има ревизија од овластена ревидентска куќа. Дали целиот проект е поминат во ИЗИС. Ако е во Новоградба, се збориме овие последниве. Ја мислам дека ова никој не го прави. Па видете, тогаш нивото на свесност на граѓаните е ниско според мене. Дали треба да се ги мерат становите граѓаните пред да го купат? Затоа што знаете дека имавме некој случај каде што ти продаваат 56 квадрати, а станот е 52 квадрати. Со тие 4 квадрати тебе не ти изгледаат многу, ама не се ни малце 4 квадрати да платиш 2000 евра, тоа со 8000 евра. Ама тоа знаете, сега тоа ќе влеземе во на лавина на недоверба во институциите на системот. Тој што ме запишан, сега не би можел. Не може граѓанинот сам да измери. Тука се мерат со геодетска фирма, бидејќи треба да се вадат ќошиња едно друго сето тоа. Ако се сомнева, нека викне геодет да ги измери, тоа повторно ќе кажам. Тоа е тоа, знаете. Како е запишан во катастрот за недвижности, така да биде за тие пари да го плати станот. Се ако не верувате дека е 56, мерете, викнете геодетска фирма. Се ако не верувате, може и ние имаме недеструктивни тестови дека не е марка бетон, ние можеме да провериме и проверуваме на постојни згради. Нас не викаат и здружение на станари, као куќен совет порано, ако не веруваат, не викаат или на постари згради, ние правиме недеструктивни тестови без да ви оштетиме ништо, кој е квалитетот на материјалот што ви е вграден, бетон, арматура и слично. Ако има толкава недоверба, ме разбирате. Така да. Дали се безбедни надградбите што се прават на зградите? Браво. Не можам одма да кажам не, меѓутоа се многу ризични. Зошто? Ја не велам дека не може. Да се во градежништво и во се е можно. Ја некој се смеам, давам коментар. Луѓе во намесечина отидоа, ние не можеме. Можно е. И на стара зграда да направите доградба. Меѓутоа процесот за да тоа биде согласно стандардите е долг и треба да го прави само строго специализирана фирма и институција што знае. Инаку, тоа е да кажеме вака, најосетливиот дел во случај на земјотрес. Еве, сведоци сме од сите земјотреси, особено во овој регион, кај што имаме стари градби. Најпрво се оштетуваат објектите со доградби, наградби и слично. Пред се од несоодветно проектирање и изведба на тие доградени, надградени објекти. Дека може. Процедурата е подолга и поскапа. Инаку, како институт, ние имаме заземено став дека подобро е на стари згради, особено пред земјотресот воопшто да не се помислува на надградба и доградба. Да. Така. А дали се безбедни реновирањата на становите? И тоа е многу интересно сега. Затоа што јас не знам дали треба некоја дозвола да се земе кога реновираш стан, кога реновирам јас стан, мислам дека така, сега тука има исто една мала игра на зборови која што е многу значајна да се разграничи. Имаме реновирање и реконструкција. Добро, што е реновирање, што е реконструкција? Реновирање за мене е како еден градежен инженер е кога жена ми ќе ми рече да сменам бојата во станот, да ја сфарбаме, не сакам тапети,
прозорчево ќе направиме поголемо, помало, ќе направиме спуштен плафон, ќе ги смениме. Тоа е реновирање. И прозори менување? Па и прозор, ова Може столаријата, така, не да ги зидам. Не, да смениме. Да смениме, да. Певеца да ставиме. Певеце, да. Овде ќе ставиме вакви завеси. Тоа за мене е реновирање, тоа е реновирање. Добро. А реконструкција е кога некој од комшијата ќе рече, абе комши, знаеш што го срушив зидот. Ми сметаше во дневнава, го тргнав столбот. Така. Тоа е реконструкција и тоа со големи знаци на прашалник. Тоа се прави кај нас, не дека не се, и се прави неконтролирано. За да правите реновирање, не барате вие од никого, си правите колку ви е буџетот, си фарбате, си кречите. Тоа е козметички, да. фактички. А веќе ако правите реконструкција, градежни активности, вие мора да побарате исто така одобрение за градење од општината дека правите градежни активности во вашиот стан. Ја рушите, не знам, терасата, што ќе ви текне. Тоа мора да добиете и со тоа никој не го прави. Абе, знаеш, направив мала дупка. Мала дупка во зидот е голема работа. Особено кај постариви објекти, бидејќи тие зидови се носиви. Не смеете да правите во носив зид. Или веќе ако треба да го правите, се прави на посебен начин, со посебно зајакнување, за да зградата не ја наруши својата стабилност. Или купуваш стан стар од некого, не знаеш каква е зградата, не знаеш дали тој Да. зид е носечки или не носечки. Да. Или дали ова комшијата, сводче да, е... од кујна си прават сводови, да. Тоа може да се одрази врз безбедноста на зградата. Да, и се одразува, апсолутно. И би апелирал, вака е јавно, да не чепкат, значи да не веќе или да викнат градежен инженер, статичар, да ги посочи да побараат документација од објектот. Нека не е исто вие да рушите зид од тула во зидана зграда и во армино-бетонски. Во армино-бетонски така и така, нема некое влијание. Ама во зидана зграда, зидот ако го рушите стабилноста. Апсолутно да, апел еден, реконструкциите да се прават внимателно и под надзор на градежен инженер, статичен, не архитект. Архитектот ќе дае облик, а носивоста на конструкцијата мора да биде под строг надзор. Особено кај постари згради. А за фасади кога прават надворешни? Сега тоа има и едно и друго. Ако ја оптеретувате вие конструкцијата носива, бидејќи обично овие згради што се закачуваат за носивиот систем, значи дополнителен товар му правите на постојниот систем, треба да се испита. Ако правите само шминка нешто на фасадата, тогаш и не е толку тоа значајно. Меѓутоа, ако ставате модернима стаклени, не знам, стиропор, не знам, гипска тонцана, ако ги закачувате, ама има голема маса на самата конструкција, треба да направите некоја контрола. Значи, ако слушам кршење зидови кај комшијата, да приемам во општина. Апсолутно. И општина ќе рече терајте. Да, апсолутно. Не би требало да дојде до кршење. Затоа викам, пред да крши, он треба да се обрати до општината. Добре, не знам дали некој се обраќа до општината за кршење и за реновирање на зидови, така да... Се надевам дека се обраќате, иначе... Да. Сега повторно е актуелен законот за легализација на двојградбите. Како тоа се одразува на безбедност? Абе, треба да поставите... Повторно се бара легализација на дивоградби. Ама добро, требаше да поставите полесни прашања, оде ми многу тешки прашања се ова се. Добро, ова е... Да ви искористим. Малце да се, нели, разбиеме овакво. Да, тоа е другата страна, односно темната страна на градежните објекти во Македонија и би рекол и секаде. Затоа што никој не знае како се изградени. Тоа е точно. И е страшно и по број никој не знае. Се игра со некој број стотици илјади или не знаеме, и тоа штом немате вие контрола врз објектот, како е проектиран, како е изведен, веднаш тој представува црвена точка. Ме разбирате? Потенцијално жариште за утре ризик евентуално тој објект да биде оштетен, бидејќи вие немате никаква контрола. Сега не велам, некои од тие нелегално изградени објекти по некои административни причини се нелегализирани, тие може си имале некоја фаза на проектирање и изведба, ама треба да поднесат проект. И ова што го спомнавте законот, тоа е, не знам, тоа е таква небулоза, не можам да сватам како сега толку од овие неколку се менуваат влади да барем некакво проектче градежно, било какво. Ние легализираме објекти без никаков проект. Да, без тоа колку што имам сознание со сметки од електрична енергија, комунално нешто и со некој геодетски елаборат колкава е квадратурата. Ниту барем некои основни податоци да имаме, знаете, квалитет на материјал, кога е изградена, како е изградена, сам ли ја градали.
тоа ќе ни даде дополнително сигнали на нас градежниците да утре ако правиме некои анализи, знаете, во регионот на Западна Македонија имаме толку нелегални, ама се армирано бетонски, помирно ќе спиеш. Сега ние немаме никаква информација за тие нелегално изградени, што се легализираат. А ќе ги ставите во процес на катастар за недвижнини и утре ќе те праша некоја, бе, Владко, знаеш дали се безбедно изградени? Од кај да знам кога имаш 50.000 стамбени единици, кои што се така никнати, нигде никаде немаш документација. Така да би апелирал ако може тамо да се подобрат нешто тие процеси, барем да има некое мало основно проектче, градежно проектче, кој што ќе даде сигнал за објектот. Сега вака ние ништо Ма немаме. тој го правил без проектот, од кај да најде проект? Ама доволно, знаете, доволно е да каже, не, може, таму има, нели, и во пописот, од каков тип на материјал граден. Армиран бетон, окей, рамка, столпа, да. Доволно е на мала, што се вика, анкетен лист, и да ги стави тамо. Да има еден и прашалник за да го пополнат, па например, а не само со да, сметка. И За да може па да како се знаат набавил основите. бетонот, ретко кој ако е бетон, веќе не се меша, може го набавил од некоја бетонска база. Тоа апсолутно одма ти дава до сигнал, добро, окей, има контрола на производство на материјалот, значи на бетонот. Сакам да кажам, со неколку од тие параметри ќе се добие една подобра слика. Па тие после податоци ќе бидат предмет на студии, кои што ќе потврдат, видете, ваквиот тип на зградички се окей. А ние сега ништо не знаеме за нив. А се легализираат. Да, и после ако сведоци сме дека кога се случуваат земјотреси во соседство и во други земји, дека Апсолутно. најголемите штети и најголемите жртви се токму такви објекти. Так. Апсолутно. Дали вие ги контролирате бетоните, арматурата на Да. кога се градат на терена згради, како е тој процес? Па ова што спомнав покрај контролата на проектната документација, ние одиме за поголеми објекти од 300 метри квадратни на лице место, значи на градилиште. Два пати, значи еднаш одиме додека 50% од конструкцијата е изградена и после конструкцијата која ќе биде изградена. Имаме посебни инструменти, цела мобилна лабораторија за недеструктивни испитувања, тоа се вика, значи НДТ, значи не оштетуваме, ништо не правиме, едноставно како кога идете на рентген, нели? Аха. Да кажеме крви вадат, ве боцкаат, тоа боли, ние ништо, само со посебни инструменти ја испитуваме квалитетот на вграден материјал, што е многу битно, не на проектиран, на вграден. Каков е во Што е ставено? Да, што е ставено, што се гледа и не само на бетонот и на арматурата. Сега имаме и понови инструменти кои што за тоа како поедноставно да го објаснам, ја снимаме зградава како се однесува на мали потреси. Тоа се тие амбиентални вибрации и можеме да констатираме дали е нешто во ред, не е во ред во зградава, со зградава. Значи, можеме да дадеме индикатори дали е нешто во конструктивниот систем утнато или не утнато. 15 минути се оставен посебен сензитивен инструмент и се мерат тие амбиентални вибрации. По ново време имаме и посебни термални камери со кои што може да се констатира разлика во различни материјали. Ти имаат различна своја термички коефициенти, може да констатирате што е зидарија, што е армиран бетон. Така да Каква е имаме. состојбава на терен од она што го испитувате? Па видете, добра е, морам да кажам, меѓутоа исклучително се добри овие контроли што сме ги правиле, бидејќи сме затекнале и сме спречиле понатамошна изведба, онамо кај што сме затекнале, ради потврлување на квалитет на материјалите. Тоа е многу опасно. Например, се гради, сега имате огромна зграда, 40 столба на ниво, ние на 20 констатираме дека не е тој квалитет на материјал. Ако се продолжи, може да има деформации и слични. И ние стопираме, благодарение на настопираме и му викаме на проектантот, сега ти, овие 20 столба, треба да ги зајакне, се вика тоа, за да може да продолжиш да градиш. И сме направиле на повеќе објекти такви стопирања и технички решенија за зајакнување. А колку згради се или кои згради имаат законска врска за тестираат за земјотреси? Па не, вака во постојниот закон за градење, тоа и во другите земји немате вие експлицитно кажано дека треба да ја тестирате зградата после изведба, да ја тестирате на дејство на односно колку безбедна е со теренски мерења од земјотрес. Тоа само се прави во овие земји што се поизложени на земјотреси и за исклучително значајни објекти. Меѓутоа, од друга страна, свесноста на тие луѓе што градат во овие поразвиени земји и
што се поизложени на земјотреси, тие самите иницираат вакви, си прават зошто? Затоа што вие да сте утре купец, ако има 2 згради, ако сте слушнале дека во еднава зграда е испитана со теренски мерења инситу, ги викаме, на лице место, и покажало добри резултати, а друга вако е исто супер, ама не е тестирана, секако ќе вади тестираната. Ето. Да. Тоа е, Добре, тоа е ќе нас таа некои логика. ги тестираат, има тестирање на зградите се прави во неколку. Да, да. Добро. Може би тоа исто така за да ги приближат повеќе купувачите. Да. Дали и располагате со кадар на институтот за да ги правите сите овие испитувања, затоа што станува збор сепак за постручна професија, знаеме каква е состојбата со кадри во нашата земја, знаеме дека голем број млади луѓе заминуваат, пошто сепак станува збор за исклучително важна работа. Па сега покрај сиве критики имаме и добри вести. Ја во неколку наврати кога излагам вака на интервју, некогаш апел давав и на министерствата за да ни овозможат вработување. Во последниве неколку години навистина обезбедивме вработување на млад кадар. Меѓутоа, пазете, тој не е млад кадар од клупи. Ние тој млад кадар 10 години го едуцираме кај нас во институтот. И тој млад кадар го плаќаме 10 години од наши собствени средства. Го задржуваме под договор, ова што рековте, за да не отидаат. Гледаме, ги развиваме, значи стануваат веќе магистри на науки. Имаме еден процес на едукација и сега стварно вработивме млад кадар. Постоje, ние го знаеме, само што беа договорци на дело или така и ги вработивме. И од тој аспект можам да кажам дека да. Добро екипирани. Одлично сме екипирани. И што е уште позначено, веќе подолго време обраќаме внимание на набавка на нова опрема, имаме state of the art опрема. Значи, сега да не испадне директорот се фали се уди, навистина организираме некојаши отворени денови, каде што доаѓаат население да се запознаат што работиме, и имаме навистина, неблагодарно да звучам, може ќе имам некои критики, нема во Македонија, тврдам, а и во пошироката околина, слична институција со таква софистицирана опрема. Значи, навистина, затоа сме ја и вработен сум во институт и ко професор, навистина сум горд, и тоа го докажуваат и бројните странски компании кои што не барат да им правиме за нив. Имате соработка со странски? Апсолутно. Па тие повеќе не бараат, тие повеќе може знаат од нашите компании. И навистина сме и водиме сметка и за постарата опрема ја одржуваме, така да имаме и кадар, апсолутно тој кадар уште треба да се едуцира, уште и јас исто треба да ги прифатиме новите трендови што се сега и на AI, и на Artificial Intelligence, и на Virtual AI, али овие постојните опреми што ги имаме навистина задоволуваат едно високо европско, па би рекол и светско ниво на екипираност. И кадровска и хардверска. Не ме прашав, дали државните објекти што се градат, добро се градат? Да. За тоа сме надлежни, да, добро се градат, тие поминуваат малце под поригорозна контрола, односно, уште во стартот, кога вие ќе кажете дека проектирате објект од посебен интерес, критериумите се построги. Разбирате, значи, ако еден стамбен објект има некој ризик, ова не треба да има никаков или многу помал ризик, бидејќи тие државни органи треба и во најсилен земјотрес да функционираат. Еве, впрочем, за поинтересно од мене експлицитен пример, Собранието на Република Македонија. Парламентот, Собранието. Тој се зајакнуваше пред едно 10 години можда, под наша контрола. Ние учествувавме и во фаза на истражување, проектирање, давање на техничко решение, надзор, и затоа е сега овака како што е, со оној купола горе, многу од елемент, тоа е зидан објект со 80-90 години стар, со многу зајакнувања, али пак кажав ја да, ама под строга контрола на соодветна научна институција. Така да, сметам дека државните институции се во одлична, мислам, конструктивна кондиција би ги рекол, сепак и кај нив треба да се обрати внимание периодично да се, одржуваат и слично, меѓутоа таму нивото е повисоко. Болници, школи, ако ги сметаме како држави, тие и во случај на земјотрес, Скопскиот земјотрес беше 2016 кога бе оние серија земјотреси од 5 степени, ние уште вечерта излеговме екипи од Институтот за земјотресно инженерство да ги контролираме во каква состојба се објектите државни. Градска болница, парламент, влада,
окей беа, имаше негде мали, викаме неконструктивни оштетувања, или одма даваме оценка дали они може да продолжат во Не беше ни еден не. Сите продолжија со работа. Сега затворен, видете, ако има неконструктивни виси негде малтер, ти му кажуваш само да ја затвори таа просторија додека се исчисти малтерот, да не падне некој малтер на нив, иначе не, апсолутно во од конструктивен смисол нема никакви оштетувања. Добро. Значи граѓаните може мирно да спијат, зградите се безбедни. Тоа ви го кажавте, ама може слободно да спијат, да. Апсолутно, мислам се, пак кажам да не се враќаме на почеток. Така. Секоја, како да кажам, предострожност е добре дојдена. Секој треба да си е свесен за објектот во кој што станува, за својата безбедност и ако имаат некогаш некои потреби за стручни анализи, за овакво, ние сме тука и често пати секојдневно работиме со вакви барања. Дали одредени објекти се стабилни, не се стабилни, безбедни и така. Фала ви, директоре. Океј, фала на поканата. Уште многу успех во работата. Фала. И мирно да спиеме сите. И мирно да спиеме и да не ве гледаме на телевизија, медиуми често, чим ве гледаме, значи не е добра ситуацијата. Не. Поредко. Нема да. Фала ти уште еднаш. Фала за поканата. Фала.